Во рамките на одбележувањето на 72 годишнината од херојската смрт на правоборците Раде Кратовче и Љупчо Сантов, во градскиот парк срдечна беше средбата меѓу двајца школски другари од основно во Кочани. Благој од семејството на Ровелски и Стефка Михајлова, ќерката на Раде Кратовче. Фотографиите беа сведок на минатото и убавите денови поминати во заедничкото оделение. После многу години Стефка, да. Стефка школска, еве слики приложих. Чисто да ја подсетам на детството у Кочани. Ученичките денови. Да, на ученичките денови. Каков клас бевте? Какви ученици бевте? Па, еве, сега кажувам дека за средна школа збора. А у оделението имаше и слаби ученици. И послаби, обично селекција тука ја правеа родителите. Не те бива за школа, на занајат. Многу убаво, баш ми ги покажа сликите од второ и од четврто оделение. И јас ги имам истите слики и убаво е да се сретнеме со ученици. И си ги почитувавме професорите, нашиот учител Тодор, Тошо, да, многу го ценевме и баш еднаш, овака се сеќавам, се собравме многу души пред киното и чекаме да влеземе и чекавме повеќе време и кога видов учителот дека иде, викам сега ќе влеземе. Не иде учителот и ќе влеземе. За спомените од детството како деца нападнат борец кои поминале во беда и сиромаштија, Стефка и Евица, ќерките на Раде Михајлов Кратовче, ни раскажаа. Секојаш татко ми ни беше овака како пример и сметавме дека треба да се трудеме и да се овака покажеме, да се издигнеме, за да не го засрамеме. Јас сум и тука родена и тоа у ова мало, од лева страна. И тука почнав школа, а после отидов у Скопје и ете, до ден денеска, ветерот ме однесе таму и таму сум се уште. Кажувам за сиромаштија, нема да верувате. Сега, од студентски дом да идеш до медицински факултет пешки и да се вратиш за да 5 динара, тие беа, да заштедиш 5 динара. Ама 5 и 5, 10, така да една кифла можев да си купам и да си пружам дали за доручек или за ручек, да ви кажам. Една илјадарка ми дадоа после ова стипендија, па не може да си платам ни интернатот кај што бев, да ви кажам. Така да мајка ми ќе се снајдеше или ќе продадеше од алатите на татко ми што беа останале дома, па некоја пара ќе пуштеше таму, колку или па некое јајце во кутија, обично имаше една железна, па 30 јајца збираше таа кутија, ама значи некако ќе изгурав, да ви кажам, месецот. Така беше. Таков е животот полн со изненадувања, на кои се сеќаваме дури сме живи. Оваа кратка сторија украдена од животот на Стефка и Евица, нека не потсети на времето во Кочанско непосредно по ослободувањето.